Добар ден! Добар ден на сите и добре дојдовте на уште едно закажано смеење. А на закажано, како и секогаш, ние машките поминуваме многу полошо. Слично како што поминавме и за време на оваа корона криза. Па како зошто? Па ништо не работи. Па нема спорт. Пивниците, кафичите, рестораните, кафеаните работат редуцирано. Нема многу одење по гости. А жените скоро исто како и пред кризата. Ништо не им е забрането. Па да, тие смеат да перат, смеат да чистат, смеат да бришат прашина, смеат да ги уништуваат оние Индијана Джонс по ужините. И никој ништо не може да им забрани. А тие просто уживаат кога тоа го прават, затоа што само тогаш се главни и можат да делат наредби. Например, ајде бриши од тука да не те избришам заедно со прашината. И онака со сласт, скоро подмолно ќе ти кажат, ајде сега ти крени ги нозете. Крени ги нозете, бе, што ме гледаш, да исчистам. Но и ние мажите, ако смеам да забележам, некако уживаме во таа игра и учествуваме заедно со нив затоа што само тогаш можеме да чуеме "соблечи се". Што блееш, бе, како овца? Соблечи се ако има нешто на тебе за перење. Да, жените се навистина прекрасни суштества. Само тие можат да му простат на мажот дури и кога не им сгрешил. Што блееш како овца? Да, тоа ме потсети на денешниот хороскоп. Леле, читам и не верувам што пишува. Денес ки имате секс со јарец. Од памет си извади. Кој ѓавол ме тераше тоа да го читам? Кој ѓавол? Па жена ми рече. Да, Злато, го прочита ли хороскопот за денес? Ете кој ѓавол ме тераше. Па таа е јарец во хороскоп. Сега уште повеќе се извадив од памет и ќе мора некако да се извадам и вечерва да не бидам дома. А за ескиважа сум подобар дури од Мохамед Али, кој своевремено има изјавено дека пред секој бокс меч нема водено љубов дури 2 месеци затоа што тогаш бил непобедлив. Епа ако е така, јас веднаш може да закажам бокс меч со Кличко. Да. Ма што со Кличко? Со двајцата браќа Кличко одеднаш. А вие веднаш ќе можете да видите што тоа ќе гледате во Нема љутиш. Први пut сече куде тебе кад треба да ти се даде џепарац, други пut сече куде мајко ти кад треба да купи штикле, а трети пut сече куде комшука ќе ми потражи 100 евра на заем. Абе, гарант, жена га е прокалнала још кад искочи од дома. Га очи да истераш ако се напиеш и тега дечкуте пасе за малку очи да истера. Заради такву конституцију се клатив како празни шишиња у гајбу и подсеќав на одење на шатора. Гегав. Скару одма го стави и не мисли. И донеси повише нека има, ќе дојде још људи. Ај само побрзо, молу те зашто на голо не се пие, знаеш како е. Ајде. Она чита, ништо не разбира. Еве сак што прочита, одма разбра. Не у затвори мори, по дома ќе не затварав. Чита убаво. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следете линката. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана МГ 290? Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок, дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум значи помалку стрес, замор и депресија.
Визиана MG 290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Тате, што ме разбуди толку рано? Сви деца спије, само јас сум будан. Па сви деца има в домашно, само ти немаш, Бобане. У 7:15 имаш онлайн наставу македонски јазик. Македонски народни поговорки. Прва, пишуј. Кој да ради? Цел ден зева. Не бе, тате, па не пишуе такој. У книгу пишуе нешто друго. Слушај, тој што пишуе у книгу и оној што се дешава стварно нема везе едно с друго, Бобане. Пишуј другу поговорку. Значи, 3 пута сечи, 1 пут мери. И па и тој не е такој, него е обратно. Нема куде мене обратно, Бобане. Први пут сечу куде тебе кад треба да ти се даде джепарац, други пут сечу куде мајко ти кад треба да купим штикле, а трети пут сечу куде комшука ќе ми потражи 100 евра на заем. Ја овдека меру, Бобане. Па сек, тати, ја ки ти напише едну поговорка, овакој. Кој на другога јаму копа, тој работи за јавно предпријатие чистоќу и зеленило, работна единица гробиште. Ете такој. Тамо немој да дираш. Ке зему ке ти удру еден ќутек. Они су ми на мене логистика. Они лепни до насам на нас. Ако бе, тате, удри ќутек, еве. Па юнак без рано не бива. Ама да знаеш дека ја и мама има да ти скроимо капу на тебе. Бобане, едно кроив глусци, друго кроив мачор, Бобане. И само да ти кажу, с мајко ти смо карани, не зборима. Знам, тате. А кад двоица се кара, трети користи. Мама отиде куде комшо и кажа не се враќа. Ке се врати, Бобане. Гости, риба, после треći дан смрдив. Доста те пишувања за двојку. Затварај вој и ајде, бриши. Па што ме буди за толку малце? И јавја се радник на шеф. Вика, шеф, немој да ме чекаш денес, ке не доаѓам на работу, па што сака нека. Ама вика, како тако нема да дојдеш на работу? Вика, па тешко ми е многу. Абе, мене кад ми е тешко, ја отиду дома, успално са женофоб, 2 сата, и после вика како види. Добро, шеф, ајде ке се чуемо. Тап склопуе слушалицу, гледал таму иде радник, цел иземчен и шеф му вика, кажи функционира, да? Шефе, алал да го е на женот. Ово е добра услуга. Овој ни слуга не може да биде, а не да понуди добра услугу. Подслуга. Послуга. Абе, не, ово е клетва, слушаме што ти кажеш. Не. Абе, гарант, жена га е прокалнала још кад искочи од дома. Га очи да истераш ако се напиеш. И тега дечко те пасе за малку очи да истера. Куде мене немате? Не смее тако да кълне. Ја њум има да го истерам. Ајде од дома. Абе, ајде, и после не карам нас мушки, тега и дечко се утепа, алкохоличари смо биле. Па ќе виднемо, кад седе на помаранџа е толку поскупо од пиво, како нема да виднемо? Ја прошли пут слично. 2 пива испи пред да иду у продавницу. Па кад ми се дигна патос у главо. Јао! Еден пут, 2 пута удари. Овога после овој другари га прашува. Брат, како идеше пиво? Лезет, гле, лизга. Лизга, ама ја прошли пут какво муку се ми маја од 2 пива. Што 2 пива написе? О, камен, глава ми искида. Само 2? Од 2, од 13 и 14. Тој како другар на другара пишува поруку. Другар, дојди ако сакаш кој мене на 1-2 пива. И овој му враќа с поруку. Абе, другар, откад кад сакаш да кажеш 12, ставljаш цртку меѓу 1 и 2? Жена се враќа од продавница. Товарена, гајба пиво, гајба вино, кисела вода, литро ракија и 3 леба. Бре. И мужик, жено, ки ни доаѓа ли гости вечер?
Не бе, муже, зашто? Па што се купувала 3 леба, Мари? Ај све. Ама оно и друго све окей, ама 3 леба. 3 лева. На гости асоцира. Шантиклер. Под неправилно одење се подразбира одење со савиени кукови, искривену половину и избацену задницу. Шатор е чест надимак за луѓе со криви, а кратки ноге. Заради такву конституцију се клатив како празни шишиња у гајбу и подсеќав на одење на шатора. Гегав. Моја учителка Олга викаше: криво оди, право збори. Кој го скаши прозорецот? Ја, учителке, одма се јавljам. Она вика: дојди ваму, и ја иду. Додуше криво оду, ама право збору. Ја ga скашичам, а не некој друг. Сменива се времиња и тој што не научи моја учителка, криво оди, право збори, више не важи. Не може да се држи правац онамо куде што све е искривено. Шантиклер. Научници од цел свет се собрале. Руски научници, американци одма контра, и кинези тој, сви. И сак се договарав да правим некој експеримент. И се договори како ќе правим. На еден пуст остров однесев 25 мушкарца и едну жену. 200 километра понатам однесев 25 жене и еднога мушкарца. После 6 месеца, ајде да видимо кој е до куде. Идев прво на оној остров куде што су 25 мушкарца и една жена. Што да ти кажа? Рај. Бараке средени, водовод, канализација, стазе направени, оазе од цвеќе направени. Усред населје трон и седи жена. И вика: Бобане! Бобан вика: молим. Што кажа ја? С какав песак да се овој покрие? Он вика: с црвен. Какав носиш ти уколица? Он вика: жут. Чек да виду списак. Гледа списак. Аха, пети си. Сак си 25. Пишуjem научници. Куде кидев на оној друг остров, куде што су 25 жени и еден мушкарац. Што да ти кажа? Не може да застане со зброд, не може да слети с хеликоптер. Абе, đubre, као. Онија бараки испокршени, усред остров, само една палма и онај еден мушкарац на палму горе се качие. И вика една одоздол: Бобане! Још 5 минута симно и си доваѓа вамо. Да, и таму, абе на сви донесе. Да, и овдека, за ракију мезе и после за пиво, за вино, све. Скару одма го стави и ќе мисли. И донеси повише, нека има, ќе дојде још луѓе. Ај само побрзо, молу те, зашто на голо не се пие, знаеш како е. Ајде. Вие газда бе, откуде токо пару покажава? Живели. Откуде? Бизнис. Само Бреј. Да. Напорна работа и све се исплати. Што толку работа? Како бе што? Ја почна с јабуке прво. Купи кило јабуке, ама за 20 денара. Продаде ги за 40 денара. И после продолжи. Ама сак 2 кила. 80 денара. И тако е 2-3 години. Работа, напорно работа. Продава, купу, продаду. И после 3 години јависва ми дека умрела тетка ми од Америка. И оставила ми $1,000,000. Ама оно човекот си има среќу и бизнис му иде. Ајде, живели. Мајко
Майку му, kad се сету, бре, порано какви мужи имаше, ке ga udri žena sa stavče u glavu i on padne do duše malko, ama jednak stane i strese se malko, strese jednu rakiju od nogu na eks takoj i odmah produži da raboti. A sada malko mu podvikne žena i on pravo fujc kude majku mu da se žali. Nikad ja ne se žalu na mamu, ne. Što ima ja da se žalu na mamu od ženu? Ja svi se žalujete na tatu, na njega sve mu kažu, zašto on svete znaje i odmah me opravi što da pravu. Da, on mi kaže, do se bre, sinko, do se, golema te vekelinka si, a bre, sinko, ništa ne razbiraš, ništa. Da sam znaja, nikad ne bi sina i maja. Vikam, tate, sećaš li se, to je besva vremenja. Kad se rodeše dete, odmah se znaješe, sin li je, ćerka li je. A sada, ne, jak. Sad kad se rodi dete, ne se znaje što je. Čekav ga da napravi 18, pa ono tak da kaže muško li je, žensko li je. Ono, do duše, ja kad sam se rodija, tate mi kaža дека prvo me prevrtuvale takoj 15 minuta sa stapče da vidim što sam. Pa otkako videle дека sam dete, pa još i sin, tate mjesto da puca sa spušku u vazduh, puknajevu na mamu šamar namjesto mene po grb da zaplaču kako svako normalno dete. A pa i zašto be da bidu normalan kad okolo mene sve pa su budale, a? Zašto? За да ме покажуе ли с прст? Pa nek. Ne, takoj, jedan nenormalan se zaleteja, ke me pljačka. Bože mili, zemaja pištolj i misli ke me uplaši i viktaja pare ili život. Mrš be, mrš tamo, vikam mu ja, nenormalan. Ja sam bre Makedonac, nemam ni jedno, ni drugo. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Што мислиш за јахто, а? Мислу. Добра. Да. Јахта, море, добра риба. Ај! Бе, ова е спонзоруша, класична. Виде добро јахту и закачи се одма за њума. Среќа што ми не сме богати. Не дај Боже некој се закачи за нас краја, не, бегај таму. Знаеш, сиромашан, а дебел муж, со старо авто е дебела свиња. Дебела свиња, а богат муж, дебел исто, с ново авто, BMW или Мерцедес, например, он е сладко, буцкасто, мечи. Муж без стомак ти е како Мерцедес без знак. Он е напред знакче, нешто што стои, да. Како разговара богаташ? Како нас. И што сме богати. Бре, брат, само сам закачи едну рибу. С јахт. Како број плавуша спонзоруша? Како? Z3.
А4, X5, X6, Q7. Арно ги запамти. Još ако е плавуш. А богаташ како вози авто? Не знам. Па прво убаци у друго. Па иде до треќо, па убаци у четврто. И тек на крај се враќа дома и полека паркира управо. Ако мислите дека сте сиромашни и сте малери, само замислите дека у Москва еден богаташ газда со швалерку лете у такси на мужево. Има и за женски. Ако мислите дека сте сиромашни и се каете што не сте спонзоруше, само си помислите дека едну моју пријателјку се крваво кажала: "Тима, ќе го едеш ли овој суп или да го давам на куќи?" Бечари, девојка. Довеја го кафану. Убаво такој. Уетно село го вејаш. Не може да го доведе. Виде да го доведе. И седим само, гледам такој. И текнем одем пут на њу. И он вика: "Што? Абе, мор. Па 8 март пројде." Па пројде. Па и вчера беше, бе, слепоќо. Па и вчера беше. Па ти на мене ништо не ми купи. Ја. Ништо не сум ти купија. Сигурна ли си? Купили ми? Видели га Ферари пред да улегнемо напред паркирано? Ферари? Видега? Црвено Ферари. Црвено. Видега Ферари. Па такву боју лак за ногти ти зема, како црвено Ферари, што беше? Када улегнемо. Туго, куде најдеш се, најдеш нешто, ја не можеш, што е? Туго! Што? Гледај, сега читам. Пак е не затварале карантинки и мало затоа што не смо слушале. Куде мори најдеш, што ја не можеш да најду? Еве, гледај. И стварно, види ме стварно ке не затварале. Ама добро, види да ти кажу. Тој затварање и не мора да биде толку лоша работа, зависи с кога те затворил. Како такој мислиш, зависи с кога те затворив? Па такој се ќе ти кажу, например, ако ме затворив с тебе, ја ќе умру одма од досаду, за еден ден. А ако ме затворив, например, с батастојка, така е подруго и многу повише може да издрж. Ти можеш, него он дали може. Бедна е кила, пари. Ти знаеш. Него, страме да не затвара у затвор. Види го. Она чита, ништо не разбира. Еве, сак што прочита, одма разбра. Не у затвори, мори. По дома ќе не затварав. Чита убаво. Ама глед, доле. Ке имало некој нов стомачен вирус. Вајда, мори, ке треба да носимо памперс. Па колку ни убаво беше време маски кад си носесме. Тој е вирус што го има одамна. Многу си глупа и не разбираш. Имамо го те одамна и редња се вика. А за постари редња и склероза су многу лоши работи. Зашто? Како мори зашто? Трчиш и забравиш зашто трчиш. Отрчиш у ВЦ, застанеш, не знаеш зашто си трчала. А она тој се управо, редња е многу лоша работа. Кад ке те потера, оно со смечко ке се бориш, ама за згузицу не можеш. Туга жена, што збори, чути, то никако. А и мужи ги фаќ. После 60 години обавезно. На тия години само по серковци. Што да ти кажа? Оно за друго ништо не ги бива. Не умем да трчарим за ништо. А и тебе не те бива задњо време за инфлуенсерко. Ништо ново не си нашла. Такој ке си умреш неписмена. Па кад ти се прва најдеш, мори, па што и ако умру неписмена, каква и да умру, барем ке се откача од тебе. Тако ли? Ја обек нема да ти прavo да знаеш. Да, ти сега заврти се на тој страна и блеј како овца за крушко, тако, заврти се натамо. Ме! Што мори ме? Тебе ти збору, што ме? Ме! Безобразна. Ме! И за крај, само да ви олеснам ако веќе ви е тешко што мора да носите маски, само сетете се на сите оние старлети кои фрлија грдни пари за да стават ботокс на усни и ќе ви помине маката како да ја однесена со раката. Ете, поминавме и ние. С краја да е не така, не поминавме, туку заминавме и ние за да можеме да се вратиме следниот викенд. А до тогаш, чао на сите. Бидете со нас и следниот викенд. Чао!
ја каква и да умру, барем ќе се откачу те, се етимирам. Какво мисија? Ја забрави. Нема везе тој што е стварно со тој што нега убаво кажувате. Нема водено секс во љубов бе. О, мори, тој вирус куде нас одамна га вика. Одамна га вика. А, тој да вратимо, може ли? Малце глас ga правиш како мушки. Он е напред знакче, нешто што стои, да. Само не знам што беше после, а тоа е тачно. Тачно, нема тој што, признаваме рука. Значи први пат се куде тебе, кад треба ти се даде, да ти се даде. А не ти се даде? Даде? Не ти се даде. Та е јарец во хороскоп. Злато, прочита ли денеска? Проачита ли? Кажа, па чекам да кажеш што е екшен плиз, чек. И па сак тати, јаки ти напише долг поговор кod мене, кој е да судито. Кој ти... Ајде отуј. Прва поговорка. Ке не затварале у карантин по дома, ако не сме слушале, добре. Ма ти не по дома. Стојан не слуша ти не знаеш дека по дома. Стојан не слуша 30 години, па још не га затвориле. А за ескиважа сум подобар дури и од Мохамед Али кој своевремено има хилима. Оно па ним за ништо и такој не ги бива. Не умев да трчарив, а и тебе у задњо време не те бива за инфлуенсерку. Немаш нов трач, ништо не сум чула ново од тебе. Што си ми нашла овдека? Што сам нашла? Да. И што те мек не писне, нали ќе умру сакаш да Ке кажеш? си умреш таква глупачка и мојот дед да ти право и ке се заврту наваму. Сташ сега ти сега знаеш на тебе не се требаше да кажеш не писне да ќе се умреш. Да не зему да ти удру еден ќутек. Они су ми на мене Лозада. Не, дај да ја кажу цел текст. Не може ја реченцу по реченцу. За крај, да ви олеснам ако ви е тешко што мора да носите маски. Се. Туго! Што, Морин, само најдеш нешто, ја ништо не може да најду. Што е туго? Лелема сам се потресил момент. Гледај, сега читам. Ке не затварале по карантин, ако не... За крај, да ви олеснам ако мора да носите маски. Ако ви е тешко што мора. Само па ти да знаеш. С мајко ти си За крај, ако ви е... Да ви олеснам... Што ми е? Ало? Ој!